Замастеноста на црниот дроб е извонредно сериозна ситуација и многу често, за жал, и кај нас луѓето ја подценуваат бидејќи не боли. Не боли. Не чувствувам мака тој што му е замастен црниот дроб и, за жал, многу често ја игнорираме, но не сме. Зошто? Има неколку фази на нарушување на црниот дроб. Првата фаза е оваа стеатоза, или замастеност на црниот дроб, па за да премине после кога ќе дојде до еден воспалителен процес, па фибротичен процес и циротичен процес на крајот, односно цироза. Ако белјата во црниот дроб почнала со така наречена стеатоза или замастеност, за жал завршува со цироза. Цирозата е неповратен процес, ама стеатозата, замастеноста, е 100% реверзибилен или процес кој што може повратен да биде, да се врати назад. Затоа, ако сакаме да го детоксицираме своето тело, не треба да се лажеме дека некои сокови ќе ни ја направат или чајави таа работа, тоа ќе ни го направи нашиот црн дроб од Господ даден, ама за да го направи тоа, тој треба да биде во беспрекорна состојба и да функционира. Сите се сеќаваме од биологија што сме учеле во основно, во средно, дека тоа е хемиската лабораторија на нашиот организам. Сите токсини и произведени од нашето тело и дојдени од надвор преку храна, се друго што и да е, има ензими во нашето тело, во црниот дроб, кои што имаат улога да ги фатат овие токсини и да ги уништат и да ги сведат во форма растворлива во вода, да ги пуштат преку крвта и низ бубрезите да излезат надвор. Еве го главниот начин на детоксикација. И затоа е важно сега, ако сакаме да се детоксицираме на правилен начин, односно тоа да го прави нашиот црн дроб, треба да не дозволиме во ниеден момент да биде замастен црниот дроб. На два начини може да биде утврдено. Златниот стандард со ехо преглед. Со ехо прегледот се гледа дали, како, колку е замастен црниот дроб, тоа е прво, и второ се мерат преку крвта ензимите АСТ и АЛТ, трансаминазите, кои што ако се покачени, укажува на тоа дека можеби црниот дроб има мака.